Александриската библиотека. Александриската библиотека била најважната античка библиотека. Се појавила на почетокот на 3 век пред новата ера во македонскиот град Александрија, неодамна основан во Египет. Датумот на крајот на библиотеката е нејасен. Претпоставките се движат од 48 година пред новата ера до 7 век. Често се смета дека таа станала жртва на уништување на целиот дворец на Александрија во 3 век. Досега не се пронајдени остатоци од библиотеката, но текстовите на античките автори нудат одредени информации. Библиотеката имала залиха на свитоци кои биле огромни за тогашните стандарди. Тие вклучуваат литературни списи, како и големи количини научна литература од широк спектар, на предметни области. Може да се претпостави дека набргу по неговото основање имало голема залиха, која потоа продолжила да расте со генерации. Една помала помошна библиотека во Александрискиот Серапеј се наоѓала југозападно од градот во дел од градот населен со староседелци египтјани. Просториите на библиотеката се наоѓале во квартот на палатата на градот и биле тесно поврзани со важна научна институција, музеот во Александрија, каде што работеле многу познати научници и каде се развивало Александриското училиште. Главната функција на библиотеката веројатно била училишна и истражувачка библиотека за музеот. Финансирани од Птоломејската династија и владетели, овие две институции одиграле значајна улога во просперитетот на Александрија во 3 век пред новата ера. Библиотеката не се користела само за научни цели, туку и како демонстрација на моќта на птоломејците. Основана е како дел од обемната културна политика на македонскиот крал Птоломеј I во резиденцијата и главниот град на неговата македонска империја. Покрај историските и археолошките истражувања постојат бројни митови околу последиците на библиотеката, кои продолжуваат до ден денес. Се смета за легендарен архетип на универзална библиотека и идеално типично складиште на знаење. Особено се расширени шпекулациите за уништување на библиотеката, дека во 48 година пред новата ера станала жртва на спектакуларен пожар. Библиотеката во изворите се споменува со различни имиња. Често се нарекува големата библиотека, но се појавуваат и изрази како библиотеката на кралот, библиотеката на музеот, библиотеката на Александар или прва библиотека. Големата библиотека во Александрија е позната по тоа што ја имала најголемата збирка книги во антиката. Еве и некои запишани зборови на Цезар. Советникот: она што гори таму е сеќавање на човештвото. Цезар: тоа ќе биде сеќавање на нашите злосторства, нека гори. Советникот го прашува: сакаш да го уништиш минатото? Цезар: да, и градете ја иднината врз нејзините урнатини. Стотици илјади свитоци од папирус се чувале во големата библиотека во Александрија и секоја друга библиотека била џуџе во споредба со Александриската во антиката. Научниците од целиот македонски свет, како и однадвор, патувале до соседниот истражувачки центар под наводници наречен музеот, посветен на музите, божиците на уметноста и интелектот. Овде истражувале и предавале многу дисциплини, од медицина, математика, литература до астрономија. Библиотеката и музеот ја направија Александрија најголемиот и најважен студиски и истражувачки центар во светот во тоа време. Ова е, колку што знаеме, вистинската приказна за Александриската библиотека, еден од најамбициозните потфати на антиката. Сите книги во светот, именувана по низиниот основач Александар Македонски, Александрија од самиот почеток беше дизајнирана да биде космополитски град кој го прикажува најдоброто од македонската култура на светот. Градот се наоѓа во делата на Нил на брегот на Средоземното море и поради оваа локација е врската меѓу Египет и Македонија. Птоломеј I, кој бил генерал во војската на Александар и станал владетел на Египет по неговата смрт, ја основал својата резиденција во Александрија, која останала престолнина на династијата Птоломеј скоро 300 години, до смртта на Клеопатра. Познатиот светилник, за кој имам и видео направено, кој сака може да го погледне, се смета за едно од 7 чуда на античкиот свет и бил изграден во времето на Птоломеј II.
Не е јасно точниот датум на основање на библиотеката и музеот. Идејата веројатно се појавила во времето на Птоломеј I, тоест помеѓу 305 година пред новата ера и 282 година пред новата ера, но само за време на владењето на неговиот наследник Птоломеј II, кој живеел до 246 година пред новата ера, царуваше и се реализираше. Она што е јасно е дека првите кралеви од династијата биле многу посветени на проектот и вложиле многу пари во него, особено во библиотеката и купувањето на книгите. Многу од книгите биле купени на македонските пазари, но очигледно не биле ограничени само на тоа. Познатиот лекар Гален тврди дека службениците на кралот Птоломеј II го пребарале секој брод во пристаништето во Александрија и ја конфискувале секоја книга. Книгите биле однесени во библиотеката каде што биле внимателно копирани, а копиите, не оригиналите, биле однесени назад во бродовите. Оригиналите завршиле на полициите во библиотеката. Библиотеката не беше ограничена на ова. Имаше огромен преведувачки бизнис, а научниците од сите земји на Македонската империја преведуваа книги на македонски од многу јазици. На овој начин истражувачите во музеот можеби за првпат да ги читаат списите на научниците од Индија и дури од Северна Африка. Меѓу овие преводи беше Септуагината. Според Аристеј, самиот Птоломеј II поканал 72 еврејски старешини во Александрија да ги преведат 5 книги на Мојсей за библиотеката. Научниците сега се согласуваат дека Аристеј е напишан по времето на Птоломеј II и е полн со детали кои имаат за цел да го прослават кралот и да нагласат колку тој ги сакал 5 книги на Мојсей и колку ја ценеле работата на преведувачите. Например, пишува дека кралот им давал на преведувачите луксузни соби и се што ќе посакале, и секој утро ги поканувал во палатата. Главните факти на Септуагината се поддржани од други извори, што ги поттикна Птоломеј I и неговите наследници да инвестираат толку многу пари во истражувачки институти. Историчарот Ендрю Ерскин од Универзитетот во Единбург во Шкотска тврди дека тие го направиле тоа првенствено затоа што ја вреднувале врската помеѓу првично македонскиот народ од Александрија и македонската култура и македонскиот свет надвор од Египет. Првиот негативец е Јулиј Цезар. Александрија беше центар на истражување и знаење за многу генерации, но тогаш и музеот и библиотеката паднаа во заборав. Како се случи ова? Да почнеме. Човекот чие име е обвинето повеќе од кое било друго за уништување на библиотеката во Александрија е Јулиј Цезар. Всушност, запалил пожар во Александрија, ова е добро документиран историски факт, вклучително и од самиот Цезар. Вториот негативец се раните христијани. Во 4 век, по прифаќањето на христијанството на царот Константин, таа стана официјална религија на империјата. Императорот Теодосиј I, кој дошол на власт во 379 година, издал низа декрети со цел да се потиснат паганските религии во империјата. Тоа засилил забраната наметната на одредени ритуали од Константин пред него. Забранил жртвување, ги затварал храмовите и им го конфискувал имотот, ги укинувал празниците кои потекнуваат од други религии и многу повеќе, и се претпоставува дека тоа што останало било доуништено. Третиот негативец е Омар ибн ал-Чатаб. Третото значајно име кое често се споменува во врска со уништувањето на библиотеката во Александрија е Умар ибн ал-Чатаб, за кој се верува дека е основач на исламската империја. Грегори бар Хебрај, син на еврејскиот лекар, бил епископ на Сириската православна црква и напишал многу за исламските земји. Меѓу другото, тој на многу драматичен начин го опишал освојувањето на Александрија од страна на Омар. Според неговата верзија, војниците на окупаторската војска го прашале калифот што да прават со многуте книги во прекрасната библиотека, а Омар се вели дека одговорил дека постојат само две опции. Или тие се противречат на Куранот и во тој случај тие се богохулење и мора да се запалат, или се согласуваат со Куранот, а потоа не ти требаат, бидејќи се е веќе запишано во Куранот. Еве зошто сега Македонија е трн во окото на светот и зошто на секој можен начин гледаат да ја уништат.
Од империја и моќна држава ја претворија во мала држава која зависи од сите за се и сешто. На светот му смета историјата за Македонија и за Александар Македонски. Само едно нешто можам да кажам и во кое сум сигурен. Било која друга држава да има барем една личност од историјата, барем малку приближно како Александар Македонски, ќе правеа митови, легенди и песни и нонстоп ќе го повторуваа тоа. А Македонија го има најпознатиот човек во историјата и не знае тоа да го цени. Благодарам за вашето одвоено време. Доколку ви се допаѓаат вакви или слични теми, пишете во коментар. За вас може ништо не значи. Еден лайк, еден субскрайб или претплати се, кој е бесплатно, а за мене значи многу. Ви благодарам на вашата доверба.